Здраво на сите, добре дојдовте во 13-тата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Често пати, уметноста се поврзува со изразување на креативност, потреба, мисли, но и различни чувства. Тие чувства секој од нас ги доживува на различен начин и ги искажува онака како што мисли дека е најправилно. Во време на анксиозност, депресија, ниска самодоверба и мотивација, потребно е да ги слушнеме нашиот внатрешен глас и да си ја следиме интуицијата, која понекогаш знае да не однесе до местото каде што може да најдеме решение за нашиот проблем или за нашата ситуација во која што моментално се најдуваме. Покрај класичните разговори, вежби и работилници со психолозите и психотерапевтите, постои и друг начин да се опуштиме и да пробаме да ги смириме внатрешните немири, а тоа е преку уметноста. Малку повеќе на оваа тема, односно за арт-терапијата, ќе поразговараме со денешната гостинка. А пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да ве потсетам дека можете да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог, достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервацијата да го запишете кодот Издиши се 15, секако ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. Исто така нашите пријатели од Себе Сложувалка имаат супер понуда за сите студенти и средношколци при закажување на разговор со било кој психолог и психотерапевт од тимот на Себе Сложувалка добивате 15% попуст. А моја денешна гостинка е лиценцираниот психолог, психотерапевт и арт-терапист Цветанка Штеројова-Бурзевска. Цветанка, здраво, добре дојдовте во новата епизода, како сте? Здраво, Симона, ви благодарам што ме поканивте да бидам дел од вашиот подкаст. Навистина ми е драго што сум тука и баш ми е мило што денеска ќе говориме за една веќе актуелна тема, иако пред 3 години кога почнав не беше се уште актуелна и ми е драго што ете се повеќе и повеќе се актуализира, значи оној дел од психотерапијата каде што порано беше малку потиснат. А пред да почнеме официјално да зборуваме, ме интересира од каде добивте желба за арт-терапија? Што ве инспирираше? Искрена да бидам, тоа беше, да не звучам сега јас клише како другите, меѓутоа лично искуство. Се случија некои присврти во мојот живот и убави, неубави моменти се одеднаш и некако, иако идав на класична психотерапија, тоа не е ништо, значи нормално е. Меѓутоа ми требаше нешто плюс, нешто каде што не можам, што ќе правам со оние чувства кои што се внатре заробени во мене. Не можам да ги искажам или не смеам, затоа што живееш во заедница, како ќе те разберат, што ќе биде емоционално нестабилна и така натаму. Случајно почнав да истражувам на друг начин на кој би можело да биде и дојдов во допир со арт-терапијата. Така стапи во контакт со Европска федерација на арт-терапевти, со Британска асоциација и натаму продолжи мојата едукација во таа насока. Иако покрај гешталтот, ова ми е втората љубов, да кажам. Со низ. Ајде да им објасниме на нашите гледачи што всушност е арт или уметничка терапија. Така, уметничка терапија е форма на психотерапија која што е релативно млада, да кажам која што ги користи сите оние медиуми на креативно изразување. Што значи, овде вклучува и цртање, сликање, вајарство, драматерапија, музикотерапија, исто вклучува терапија со танц, значи со движење, има повеќе модалитети кои што ги користи. Сега, малце, например, сега има една нова, да кажем, не е нова, меѓутоа извадено од арт-терапијата, понов модел го викаат, меѓутоа тоа е дел од арт-терапија, експресивна арт-терапија, каде што ги користиш сите во една сеанса. Да. Интересно. Бираш, всушност, на клиентот што му е потребно, се не можеш да искористиш движење со цртање, со музика, со све, меѓутоа понекогаш можеш да ги склопиш сите тие работи во една сеанса. Да, дали ова се всушност кои што ги набројавте сега и типови на арт-терапија, дали може да се каже дека се типови или постојат и некои други типови на арт-терапија? Тоа се принципи, ќе ви ги кажам и тие ми. Ова се како арт-терапијата е составена од овие делови. Значи сите овие драма, музика и така натаму, иако може да се сведат како посебни модалитети, всушност е сочинува арт-терапија. Пример, кога се запишав еве сега на магистратурата на арт-терапија во Шпанија, и сега имаш под тоа, значи ти си мастер по арт-терапија, меѓутоа
ги учиш сите тие, музикотерапија, драматерапија, body movement и така натаму, сите тие ги поминуваш. Терапија со танц, мораш да ги поминеш, ги имаш како предмети кои што ги полагаш и всушност сите тие модалитети го сочинуваат арт-терапијата. Сега, постојат 3 принципи, односно основни на арт-терапијата, каде што се аналитичка арт-терапија, арт-психотерапија и уште еден принцип кој што тоа е уметноста како терапија. Најчесто ја користам барем јас првата, аналитичката арт-терапија, каде што седнува терапевтот со клиентот, додека клиентот работи терапевтот, тој си работи на свое, јас си работам на мое, ги знаеме границите до каде се, значи терапевтот мора да биде и обучен, збориме за обичен терапевт, каде што знае јасно да си ги постави границите, да биде свесен дека овде сум за клиентот и во моментот клиентот ако не може понатаму да проложи со задачата, прекинувам и јас, а не чекај јас да ја доработам мојата, не си ти на терапија. Затоа е потребно терапевтот да оди на терапии за себе си, значи сите оние трансфер, контратрансфер што ќе се случи во текот на сеанса, пошто е можно, потребно да си го разработи понатаму, меѓутоа во моментот да разграничи. И тука во тој процес е правата анализа заедно терапевтот и клиентот. Во смисол као завршуваме, кога ќе заврши клиентот, завршува и терапевтот, без разлика да не е довршено. И сега, не кажувам јас што гледам кај тебе, тука едноставно со прашања. А од каде е овак? Можеш да ми објасниш што доби, можеш да ми објасниш како се чувствуваш, што всушност значи ова за тебе, што представува ова за тебе и така натаму. И кога ќе заврши тој процес, го вртам и мојот лист и велам, окей, што гледаш ти кај мене? Стварно интересно, многу интересен процес. И тука всушност сето она што е потиснато како кај мене како клиент и не сум сакала да го ставам на мојот цртаж, ќе го видам на другиот цртаж. Не можам да го објаснам тој процес. Знаете, кој ќе седнат и ќе кажат, зашто го гледам кај тебе? Да. Затоа што некако на една сеанса важно е да се поврзат клиентот со терапевтот за да имате квалитетен процес. Втората арт-психотерапија е оној дел каде што терапевтот анализира. Тука има анализа, интерпретација, меѓутоа сепак го прашува клиентот со подпрашање до каде и што е дали, како еден вид на концепт на сето. И тоа не е сосема точно. Иако има конкретни насоки, меѓутоа сепак не можеш да знаеш клиентот како се до целост чувствува, затоа што тоа никош не може на првата сеанса, потребни се некои. А третиот уметност како терапија е оној кој што релаксира, е оној кој што ни е потребен за да дадеме канал на тие заробени чувства и понекогаш кој ќе те прашаш како си, не знам. Океј, ева ти цртај. Ајде да видиме што ќе излезе, затоа што знаеш што е. И најчесто е со водени фантазии, со медитации, со музика. Најчесто е, како да кажам, доаѓа со нешто или сака да каже сакам да се опуштам. Сепак во секој случај сите 3 принципи се најдобар резултати дава кога се спонтани. Не можеш однапред да кажам ќе завршиме оваа сеанса, окей, на наредна ќе работиме на, не знам, на нешто што мене ми оставило од порано впечаток. Можеби ќе ми дошто сосема нешто друго, не можам тоа да го оставам во моментот што ти е, за да го работиме тоа што е. Меѓутоа имаше луѓе кои што сакаат да се терат по концепти, тоа е окей. Какви техники и пристапи постојат во арт-терапијата? Најчесто, барем јас ги користам колажите. Затоа што колажите се давам избор од весници, од разни светли блокчиња, од разни други работи. И меѓутоа имаат намена колажите. Имаш интуитивен колаж каде што истражуваме да видиме што има длабоко во себе и ги после преку одреден разговор всушност ги гледаме што сликите сакаат нас да ни кажат. Пошто сликите зборуваат, ако знаеме да ги погледнеме и ако поставиме правилни прашања. Подоцна знам да користам многу со боја, сликање со боја, односно акрил. Знам да ги измешам тие двете работи, ајде сега прво со колаж па еве ти боја стави. Исто само со репетограф, односно со црн фломастер, затоа што црното го опушта мозокот, кој ќе земеш црна на бела хартија, ако сакаш да се опуштиш, гледај ти во зелено, меѓутоа земи цртена со црна на бела хартија, така го одмараш. Тоа е буквално
релаксација, ако сакаш да се одмориш. Обично ја го правам тоа измеѓу сеанси кога имам, го сакам да се опуштам, имам простор, затоа што не секогаш имам простор помеѓу сеанси. Потоа знам да користам глина. Пример со емоции, кога работиме со емоции. Се ако работам со силна емоција како лутина или како страв, и сакам да ја видам пред мене, тоа е процес, не можеш одма некој доаѓа се плашам, а еве ти глина сработи. Океј, меѓутоа има процес со глината. Океј. И сега на крај му велиш, океј, ја направи сега што ја направи стравот, што ќе му направиш? Ќе го згужуваш, што ќе му правиш? Дори имав на една средба, една интересен фидбек, викам, ајде сега што ќе му направиш на стравот? Тебе ти пречи. Ќе го смачкам. Океј, смачкам. Не може. Зошто жал ми е? Океј, викам, чувствуваш жал за стравот и тука се отвори нов процес, продолжуваме понатаму, меѓутоа тоа е тоа каде што, ете, подоцна работиме на пример со керамика. Имавме работилница со кинцуги метод, каде што ги пишувавме неубавите работи, го кршивме чиничето, го составувавме назад со златна боја, исто тоа. Полна работа, со конци. Ќе кажам, ајде сега со конци. Значи, се што може. Обично арт-терапија, кога имаме една сесија работилница, вадиме све. Зборам, од пенкала до катанци, до 300 чуда, до клинци, до се живо и диво. Се што може да биде употребено како материјал. Природни материјали, се вадиме вака на палета и оставаш на клиентот сам да се избере. Меѓутоа, тој веќе кога е по напредна фаза, знае веќе на кој начин да ги изменаџира сите тие ресурси кои што му се понудени. Додека кога почнуваме, ограничуваме, почнуваме со боички некои дрвени, па почнуваме со темперни, па почнуваме, не знам, си има некој си редослед, меѓутоа се во зависност гледаш што му е потребно на клиентот во тој момент. Да, тоа стварно ми е интересно и јас сега се замислив во ова со црното пенкалце што го кажавте на бела позадина, дефинитивно морам да го пробам затоа што некогаш се случува и ја да сум под стресна работа и нервозна и ми треба малку да се релаксирам. Тоа е добро. Имав една ситуација со тоа, ако смеам да кажам. Да, слободно. Бев, не знам, на една конференција ме поканија да бидам како да говорам и сега јас не знаев дека ќе биде цел државен врв таму. Значи, мене не ми беше кажано ќе биде мала конференција од мал размер и тоа е тоа. Океј, добро. Видам, гледам дека не е од мал размер, дека има, значи, новинари, македонска радиотелевизија, накупни телевизии, државен врв цел. И вака стојам, викам, ја треба да идам панелисти да зборам пред... Никако не бев подготвена психички, бев подготвена за мало нешто. И сега вака стојам и пошто се случува, имаш трема, имаш и тоа преголема паничен напад и така натаму, анксиозен, извини, не паничен. И вака стојам, викам, што да правам сега, не можам да станам и да си одам. Не би било окей. Земав да цртам. Додека збореа, викам јас ќе цртам тука и да видам дали нешто ќе, пошто претходно ништо не слушнав што збореа. Како фатив обично скриблинг, ние шкртаници. Ќе почнеш шкртаници со како ќе ти дојде, па ќе почнеш натре да потполнуваш со зентангли нешто. И како шкртам, и така едно време почнав да ги слушам што разговараат. Целиот разговор додека шкртав го запомнив. Не можам да го, можам да го објаснам како, меѓутоа сакам да кажам дека фокусот од овде пред мене и на мене самата ми се префрли одеднаш на вистина таму каде што треба да ми биде. И знам тоа да го препорачам и на клиенти, кога се чувствуваш не само под стрес, и кога имаш некоја таква стресна ситуација или нешто ете како мене треба да зговориш или нешто прв пат се сретнуваш, ако имаш можност да имаш ливче пенкалце, почни само да шкрташ, безцелно шкртање го викаат обично, шкртај. Затоа што ќе ти се врати фокусот на она што на вистина тебе ти е важно, за што си тргнал да го направиш. Кои се главните цели и придобивки од арт-терапијата? Има многу. Значи не може да имаш негативни ефекти од тоа што ќе шкрташ, освен што ќе се измачкаш со боја целиот ако работиш со боја. Друго негативно не може, меѓутоа да напоменам дека сепак не е за секој. Значи секој нема да се пронајде во арт-терапијата и да работи. Затоа што не е важно дали имаш уметнички способности или немам ни ја. Навистина немам ни ја. Меѓутоа имаш луѓе со, ако збориме веќе за ментални болести, одредени ментални болести не им одговара оваа терапија, затоа што едноставно уште повеќе нервоза може да создаде. Дури не мораш да имаш, ако по природа си малце по, така е да кажам, живчан, хиперактивен. Значи, ако јас ти дадам да
ццкаш некои работи вака полека да ги убаво да ги мазнеш, може да одреден период да те фати нервоза, многу појака. И да не можеш да го завршиш тоа. Не е за секој и не може секој, сум имали такви случаи, ќе дојдат клиенти, ајде само да пробам да видам што е, затоа што е процес, а не е само опуштање, пак излезе нешто натре што е скриено, пак е имаш овде други емоции, ќе се појави тага, ќе се појави така натаму, па некои клиенти едноставно уметноста знае да створи отпор колку што знае да створи релаксација. Затоа што знае да допре до некаде каде што нешто е трнато на страна, буквално бутнато под тепих, мислиш дека си завршил, а со тоа може да излезе надвор. И затоа пуно пати знам да кажам, ако не си психотерапевт или некој обучено стручно лице кое што го користи, нема да знаеш како да излезеш на крај со тие емоции кои ќе ти се појават на тој човек. Значи сум работела со терапевти, сум држала исто на терапевтите без разлика, обично кои ќе кажат, ма ти си терапевт, нели знаеш ти да се смириш? Аха, да, знам тебе. Јас во одредени моменти не знам да се смирам, па и мене ми е потребно, што е многу јасно. Да. Затоа придобивките се, значи, се вратам назад, да не можам да зборам до Дреса Бајле за ова. Освен за стрес и релаксација. Значи, тоа е буквално канал, односно мост на поврзување од внатрешното кон надворешното. Тоа што е внатре излегува надвор. И самата Джени Рајан, што е основачката на гешталт арт терапија, бидејќи она е гешталтиста со уметност, самата вели, тоа што е внатре заробено, доколку не му дадеме канал и простор да излезе надвор, после некој време ќе излезе на некој сосема друг начин и ќе направи хаос во нашите животи. И навистина е така. Ништо не ми е, можам јас, ништо не ми е. И после некој време кога секој биде окей, кажеш, добро, зашто не сум добра? Што одеднаш ми се случи така, ма одеднаш ми се случи. Па не е одеднаш. Тоа е процес. И затоа придобивките се огромни. Значи да не ги набројувам сите, навистина се огромни. Прво заборив да кажам дека е почнато да се користи во клиничка пракса арт терапијата. Дури сега, некои 80-90 да почнува да излегува надвор во приватна пракса, иначе се користи во клиничка. И ден денес надвор во Европа, значи ги имаш. Работат во клиники за ментално здравје. Работи психијатар со психолог и арт терапевт. Арт терапевтот е под надзор на психијатрот и на психологот. Мора да се работува со нив. Иако, например, кај нас нема се уште едукација за тоа, и навистина се надам дека ќе има во брзо време, знам дека Германија уште го држат тоа. Имаш ти факултет за арт терапија, кој што 4 години си арт терапевт, со факултет, меѓутоа и смееш да работиш само во клиника, под надзор на психијатар и на психолог. Најчесто работат со душевните болести. Сега, доколку сакаш ти надвор да излезеш, во Германија барем мора да имаш некој си друг психотераписки правец, за да можеш да користиш во приватна пракса. Кај нас не е така. И често знам да кажам, пред да интерпретирате било што, значи од цртеж, не заборавајте или да работите било како со психологија, не заборавајте дека си играте со човечка психа. Не знаеш тој спроти тебе како ќе те разбери во која емоционална состојба е. Дури јас 12 години работам, па понекогаш не знам да ќе се збунам, нема да знам дали оваа вежба или таа која ќе биде подобра за клиентот. Така да. Да, значи тоа е малце специфичен процес. Лесно е да кажеме ве се, можеме да цртаме слободно, ќе цртаме, ќе се опуштиме, меѓутоа доколку осетиш дека влегува негде кај што не треба или се приметува поликот, значи едноставно прекини, површински само. Идеме во водена медитација за опуштање, цртаме среќно место и тоа е тоа, тука застануваме. Не прашуваме понатаму што е ова зошто е таму, а ова како се најде ова тука, како ти ќе се поврзиш, значи не ги прашуваме тие прашања затоа што ќе отвориме процес каде што ќе не одведе не во ќурсовак, него нема, ако не си доволно спремен и не знаеш како, нема да знаеш како да излезеш од тоа. Да, спомнавте дека арт терапијата не се препорачува на сите. На кој најчесто му ја препорачувате арт терапијата? Арт терапијата може да ја проба секој. Меѓутоа, не би ја препорачала на некој кој што е почнал да работи на себе, меѓутоа не доработил убаво. Во принцип што јас знам да кажам, јас работам со терапевт, јас работам со психолог, работам со социолог и така натаму, меѓутоа имам преголеми отпори за нешто што не сум дозволила да се сработи убаво. И сега, ајде од семина ќе отидам на арт терапија, па ќе видам што ќе излезе. И тоа кога ќе видам што ќе излезе, тука се јавува отпорот и тука едноставно
заглавуваме уште повеќе. Затоа што и најчесто, например, не сме ни искрени ни према терапевтот, ни према самите себе што се случува внатре во нас. И низ тоа сум поминала, нормално е да поминеш тоа. Пример, кога имаш едукација за било која арт-терапија, гешталт, семена, прво учиш на себе како да работиш, после учиш како да работиш на другите. Ето е тоа каде што јас не би препорачала, ако веќе работиш со нешто, со тој терапевтско што ти е, пробај повторно. И нели некои потешки облици на ментални заболувања. Меѓутоа, до сега се има покажано добро кај шизофренија добро, значи имат напредок, деменција, Алцхаймерова, анксиозност, депресија. Нормално сум имала клиенти со депресија каде што ефектот, морам да го кажам, значи тешка депресија беше диагнозата поставена психијатар, во соработка со психијатар, ајде да пробаме со ова. Имавме, мислам дека цела година и посредби. Така некако беше, не ми текнува точно. Последната, кога беше повеќе, викам, ајде ќе цртаме на платно. Платното има многу интересна моќ, да кажам, врз луѓето, кои ќе ти дадат платно и четки. Прво беше, не знам што да цртам, ништо не ми, почна со некои темни, сиви бои, жолта, црна, бела. И како почна да црта, и одеднаш се појави дрво зелено, со, не знам, лулашка, со розови бои, вака и вака стои човекот и вика, ау, од каде излега овие розовите бои? Почна да се смее. И вака стои, викам, добар си? Да, изненадувачки добро. Ја не верував у ова. Ја викам, да, меѓутоа е потребно, нели, процес и работа за да дојдеме до ова, јас не верував до ова. Да. Си продолжи тој со лековите, не можеш така одеднаш да ја оставиш кога си нели со таа диагноза, меѓутоа продолжи да си работи дома. И многу се важни домашните задачи. Да, има и домашни задачи. Да, обично давам домашни задачи, која после сеанса, без разлика дали личен раст и развој, најчесто со тоа работам, и знам после сеанса да кажам, окей, за дома сработи го тоа и тоа. Имаш една недела да го сработиш тоа. И сега како ми доаѓаат клиенти по препорака и кога нема да дадам домашна задача, домашна немам уведен? Немаш овој пат. Зашто? Баш ги сакам. Окей, добро, може да сработиш било што, меѓутоа, ете, сега толку е. Како изгледа една сеанса на арт-терапија и колку долго време трае? Многу интересно. До сега, обично една сеанса од 60 до 70 минути, меѓутоа знае до 90 да отидеме. Значи тоа е саат и пол, во зависност од потребите на клиентот. Кога доаѓаат на почеток, обично се по саат и пол, и како понатаму поминува времето, се по саат време. Многу интересно, затоа што ќе мине малце така во по да кажем опуштена атмосфера, тоа го добиваме од клиентите, као ти не си типичен психолог. Како бе, викам, каков е тој типичен психолог, објасни ми, викам, што мене ме двои. Па така полабаво е. Па да, знам дека е полабаво, затоа што ако јас нормално си имаме граници, да се разбереме, се не е тоа без граници. Меѓутоа, опуштено типо од тебе, вода, кафе, чајче, сакаш нешто, нема она класично со кревет, седиме вака, столче на столче, добро, ајде ќе работиме масичка, нас и така натаму. И најчесто клиентите, тие барем што се повеќе време со мене, знаат да се донесат нешто за грицкање. Последен пат имав, ја донесов нешто, гладна сум. Може, окей, само викам, додека работиме, кога ќе разговараме тогаш. Значи поставуваме се, ипак има така изгледа една, доаѓа клиентот, поставуваме цели за тоа и за тоа ќе работиме, кажува со што е дојден, обично прашувам со што си дојден кај мене денес, за да видиме што е. И обично кажуваат, а доколку не кажат, тогаш вадиме, обично ги викам тие експерименти. Ајде, како експерименти за опуштање, ама оди ми подлабоко. Пример, има еден со пештера, ајде да видиме што има во пештерата. Значи пештерата е символика за твојата подсвест, ајде да видиме што има таму, па ајде вадиме од таму, меѓутоа цртаме. Не го раскажуваме јас вака и вака си поминав во експериментот, туку велам, окей, ајде сега си ми цртај, после ќе разговараме, ќе ми кажеш како ти било со тоа, фактички споредба, како ти е сега со ово откако го извади. Добар фидбек, значи имам од клиентите, тоа ми е мило. Имам различни возрасти, од најмали до најголеми, до највозрастни. Највозрастните ми се 67 ми беше највозрастниот години, а најмалото ми е најмало. Најмало од 3 години што ми го има донесено. Браво. Да, и доста напредок, значи за 3 годишно детенце,
навистина можам да кажам дека добро излезе. Да, токму тоа сакав и да прашам, дали и тоа се практикува и кај деца, дали е истиот процес или има малку поинаков пристап кога станува збор за сепак помали деца? Малку се спушта терапевтот долу. Значи, нив малце ги креваш горе, ти идеш малку подолу, за да можеш да допреш до нив. Да. Значи, оние ако сакаат да ги прашуваш, со што сакаш да работиме, и сега им даваш. Им даваш повеќе опции, и глина, и ова, и тоа, и се им велиш, ајде да одбереме заедно. Добро, и сега, обично го стеснуваат изборот на 2 или на 3. Или ова, или тоа, или тоа. Добро, ајде се одберете сама. Значи, освен што им даваш да можат сами да се изразат, им даваш слобода. Затоа што слободата денеска и на возрастните не е скратена, немаш, ти вика тоа или тоа. Ти викаш, окей, имаш повеќе, еве ти избор, бире сам. Што ќе избереш? Имаш слобода да правиш што сакаш. И обично на дечињата им давам да прават што сакаат. Од типот, ајде ќе боиме, ајде ќе цртаме. Океј, јас сакам со раце, ајде со раце. Додека они прават со раце и ти правиш со раце. Со тоа 3-годишното беше интересно, као јас сакам на раце да ставам боја, мене дома не ми даваат. Не ти даваат? Не. Ајде ставаме на раце. Кај ќе ги ставиме? Тука, ајде. И направивме честитки. Се излегува на друга. Види ми дадоа да бојам со раце. Тоа беше баш онака бесценете се оние моменти кои ќе видиш дека другата страна е задоволна. Да. Навистина. Например, знаеме да го истражуваме, ајде што е тоа ништо. Имав еден клиент као не знам ништо, тоа ми е ништо. Ајде да видиме што има внатре во ништото. Излезе работи многу повеќе, значи не беше ништо, туку беше нешто, само што се малку повеќе собрал. Сега вака кога си рационално не можеш да ги видиш тие работи. Меѓутоа затоа и велам, ако не можеш да видиш како е, нацртај. И со децата е многу подруго. Сакаат да работат децата. Да. Има една вежба каде што еве може да ја споделам, па кој сака може да се направи внатре и надвор. Значи црташ само контура на тело до тука некаде и сега како се чувствувам внатре, што е тоа? Еден вид на маска, меѓутоа на друг начин представена. Внатре црташ како се чувствуваш, а како е од надвор? Како јас го доживувам од надвор? Како другите ме доживуваат, зависност како ти се чувствуваш во тој момент? Дали сакаш да видиш како ти гледаш кон надвор или дали си во тоа фаза каде што ќе речат луѓето, па што ќе кажат, тогаш црташ како мислам дека они ме доживуваат од надвор. И многу е добро каде што ќе видиш како всушност си. Анализата, интерпретацијата всушност се состои во ние малите детали, ситни, кои што мислиме дека се незабележливи, пошто ги гледаме големите. А со децата цртаат толку многу детали и толку многу се ќе ти кажат, така да интересен е тој процес кога ќе си со дете. Ти стануваш повторно дете. Да, тоа е интересниот момент, каде што тогаш можеш да бидеш дете. Да, се дозволуваш да бидеш дете, во тој момент дозволувам да бидам дете. И многу интересно кога на возрастните ќе им дозволиш да бидат деца. Имав една работилница таква, ајде се изрази ги чувствата преку бираш чувства и се изразуваме чувството, 5 чувства, ги црташ прво на хартија и после правиш танц. И имав една учесничка каде што не можам јас да танцувам, срам ми е. Како ти е срам? Па не знам, ќе ме гледаат. Како? Па добро, викам, и ти ја ќе бидам. Ајде, сега ќе бидам 5 годишни деца. Што прават 5 годишни деца? Ајде, фрлаат, викаат, урлаат, што прават? Се качуваат по столови. Значи, интересно беше дека на крајта, мислам дека после 45 минути, саат време некаде беше, се опушти конечно. И ми вика, ти благодарам што ме натера да го извадам тоа дете надвор, да му дадам можност малку да прошета, затоа што цело време сум во кафес. И со ние не треба, не смееш, не мораш, што ќе ти е тоа, зошто ќе идеш таму, значи со ние забрани и оној терк кој што сме ставени како растеме, не ставаат вино лепо вакаво терк и ние седиме по тој терк. Многу интересно кога ќе го пуштиш тоа дете надвор. Да, дури и мене често ми се случува сама на себе да си кажам не треба, не може, не смееш. Некако тоа изгледа наметнато ми е со тек на растење и некако не мора, не смееш, не можеш. И често кога одам на психолог знам да кажам, ама морам да го направам тоа. И викам, а зашто го користиш зборчето мора? Значи ти дали сакаш да го направиш тоа е многу важно. Дали посакувам? Дали ми е потребно да го направам тоа? Да. Дали ми беше потребно да дојдам денес тука? Или морам да дојдам денес? Да. Кој е повеќе ми звучи повеќе? Да, баш. Буквално. Сега сакам да ме прашам за себе спознавањето и арт-терапијата. Дали се на некој начин тие поврзани? Дали преку арт-терапија човек може да се запознае на некој начин самиот себе?
Да, може да се запознае, може да ги осознае своите потреби, за кои што претходно мислел дека ги има. Може од контролер да стане хаотичар, таков беше случајот со мене. Не вака, не така, не ова мора да стои вака, тоа мора да стои вака, тука подредено. Како го поминав тој процес, кај мене играчки историни, па добро, па ќе се исторат. Ова е добро да ќе се измијат. Додека порано не бев така. Меѓутоа, едноставно се спознав дека дали јас навистина, како што кажав, имам потреба да го сработам сето тоа во тој момент, или пак едноставно морам, затоа што може би некој ќе дојде и мора се да биде цаком пако. Се држам во некоја си неизвестност јас, па мора да направам некои работи. Интересен е тој процес на самоспознавање, затоа што всушност ги гледаш процесот на растање. Осознаваш, како што кажав, твои потреби, твои патерни на однесување, зошто јас вака се однесувам во некои ситуации, во некои ситуации го немам тоа. Зошто вака се чувствувам сега, меѓутоа порано во некои ситуации не сум го чувствувал. Имаме една убава програма со една колешка за себе спознавање 16 работилници се, каде што си го гледаш растот од првата, стануваш свесен за своето тело, стануваш свесен за своите емоции, ги поврзуваш со бој, па учиш како да се опуштиш, па влегуваш внатре до детето, го пушташ надвор и на крајта завршуваш со релаксација, со целиот тој процес за окружување. Интересно, кога ќе ги ставиш сите 16 изработки пред тебе, всушност гледаш како си почнал, како си се движил и каде се стигнал и викаш, па јас наистина пораснав. Тоа е интересното со арт терапија, што ти можеш да го направиш, да го нацрташ и после некој време да ги споредиш сите. Пример, многу е добро, има една, сега ќе скокнам малце, ќе отидам кај траума, затоа што многу помага и во траумата, и во спознавање, значи во процесирање на траумата. Има еден протокол според Паоло Луцато од Италија, професор доктор на факултетот за уметност во Италија, иначе е психолог и гешталт психотерапевт. И протоколот и овде во Македонија се едуцираат луѓе, више втората генерација заврши, третата здравиот ќе почне од септември, каде што имаш серија на 6 слики. 6 работилници се всушност со клиенти. И ти го гледаш кај клиентот и клиентот сам си го гледа растот на траумата кога работиме. Од првиот пат кога дошол до 6-тиот. Затоа што има и слободни цртежи изразување, едноставно кога ќе го видиш како го испроцесирал тоа и на кој начин се ослободило тоа што му тежело, едноставно сваќаш дека тоа работи. Пример, пошто јас имам обичај пред да дадам било што на клиент, јас обично го практикувам на себе. Значи програма пред да изведам, јас морам прво ја да ја поминам да видам како ќе биде, па после давам на другите. Сега не дека сум иста, да кажам, не дека секој исто ќе ја прифати, ќе изреагира, меѓутоа горе долу знаеш како ти се чувствувал и знаеш како како да му помогнеш ако евентуално заглави за некоја вежба. И најчесто кога на групите за личен раст и развој со себе спознавање ќе дадам фидбек, не давам интерпретација, анализи, многу ретко давам. Многу ретко давам, освен ако не приметам дека му е потребно. И обично кога ќе дадам, имав еден коментар од една од групите, ме гледа века, вака изгледаш многу лабава. Усвари не си лабава, многу си строга. И ја мислам дека ако не ти успее ти некојаш да бидеш психолог и ова, ако не успееш ова, можеш слободно да седнеш на камен и можеш да нацрташ, да им гаташ, пошто стварно погодуваш се од... И вака сте. Како знаеш? Викам, јака перцепција, ништо друго. Јас не знам нешто повеќе за тебе, што ти ми го тоа даваш и ми го презентираш низ работилници. Јас само активно те слушам. И гледам да ти помогнам. Исто имав еднака, Цветанка рече нема дава анализа, види што ми направи од едно конче, све ми извади, сега више не сакам да работам. Викам, види, пошто ме прозва неколку пати и рече што имам, кажи ми, ти кажувам. Инаку викам не смеам да ти кажувам. Тоа не е психотерапија, ако јас седнам и ти кажам ти што да направиш и каде додиш. Тоа не е. Значи доаѓаат луѓето. Дај ми кажи ми што да направам. Не можам да ти кажам. Можам да ти помогнам да дознаеш, ама да ти кажам не, пошто јас не знам како ти кажам. Да, тоа е стварно навистина е така, малце едниот со другиот процес не е баш така ист. Како влијае на самодовербата арт терапијата? Зачудувачки добро. Поготово и кај деца. Кај деца повише користам и со афирмации, пример,
цртаме дрвце, каде што јас сум добра, паметна, убава и така натаму. Меѓутоа убаво го прифаќаат. Возрастните е малку поголем процес. Не може од една-две сеанси за да се крене самодовербата, пошто ќе мине, знаат, дојдов да ми ја кренете самодовербата или дојдов да ме мотивирате. Како да ве мотивирам? Па не знам никако да ме мотивираш, никако самодоверба да ми кренеш. Магично стапче немам, викам. Имам едно таму магично стапче, ама викам тоа не функционира. Ајде ќе одиме пешки. Затоа што обично за самодоверба кога некој ќе дојде, потребно е барем неколку сеанси, обично секој индивидуално различно, не можам да кажам. Ама ако навистина работиш, се постигнува многу убави резултати за краток период. Каде што ти стануваш свесен за твоите квалитети, за твоите способности, што е она што ти можеш да го направиш, зашто, докаде ти се границите, пример, јас сум способен за ова, јас сакам да купам нова кола, меѓутоа, чекај малку, докај се моите граници, дали навистина јас имам можности, дали навистина сум способен тоа и така натаму. Зборам, таков пример сега у моментов ми текна, што не е толку психички поврзан, меѓутоа пак дел е. Нели ги имаме оние афирмации, јас можам, како баш вчера се смеев со братучет ми викам, леле ми треба психологија на уметност од Виготски, не можам да ја најдам, значи само на англиски ја нема. И неколку дена ја барам и он вика, ај ќе видам овде у Германија у библиотекава, можеби ја има, ќе ти ја пратам. И вечерта, после муабетот со него, отварам Facebook и ми излага на македонски психологија на уметност од Виготски, вака стојам. Еве ја, викам сега, викам братучет, одам да мислам, ќе одам да купам кола. И викам, може утре ќе имам и кола. Почна да ми се смее, не функционира така тие работи. Викам, знам, ама да си пробам среќата. Да. Така да, арт-терапијата и самодовербата од другата страна сработуваат многу добро ако некој те води низ тој процес. Сматам можеш и сам. Со ние што се вежбички кои што постојат. Само пак, под надзор на некој што е стручен, ќе кажам. Дали мислите дека полесно е да се искажат емоциите и чувствата преку разговор или преку цртање или некако друго креативно изразување? Двете у комбинација. Разговорот си има своји квалитети. Цртањето си има своји квалитети. Сега кога ќе ги споиш тие квалитети двете заедно исто, тука добиваш многу поквалитетен увид во сето она што го имаш во себе. Затоа што не можеме да ги раздвоиме невербалното од вербалното. Вербалното ќе го кажам, многу зборам, ќе кажам се што имам вака и мислам дека сум кажал се, меѓутоа кога ќе кажам ај сега да цртаме да видиме, и таму ќе излезе плюсушо нешто. Ама кога ќе ги дадеш двете у комбинација, ќе почнеш со разговор, па ајде сега ќе цртаме, па ајде сега пак ќе го продолжиме разговорот врз основа на тоа. Тука веќе имаш еден цел процес каде што и нешто што си мислел дека е завршено, можеш да го завршиш во тоа. Ги споменавме неколку пати стресот и анксиозноста. Како арт-терапијата всушност помага да се намали стресот и анксиозноста? Интересно. Многу помага, затоа тој е всушност и намената незина првично. Ако тргнеме да видиме назад низ сликарите, низ времето, ајде да кажам така, се претпоставувало дека Ван Гог страдал од анксиозна депресија и можно биполарно расстройство. Не е докажано со, меѓутоа можно. Подоцна, овој што е Мунк, што го има нацртано врисок, исто и он, анксиозна депресија. Фрида Кало, исто. Јапонската сликарка која што е сега популарна со точките, да, таа е диагностицирана со обсесивно-компулсивно расстройство. Пак ќе кажам, тие што се денеска нема човек што не е анксиозен. Да бидеме реални. Да. Нема човек кој што не се вознемирува од малку. Поготово после пандемијата и после тој страв кој што ни го стави, кој што ние си го направивме на себе си, едноставно научивме како да живееме со него и во секој ситуација само си го немој таму ова, немој таму тоа, немој да одиме на гости, можеби има вируси, бактерии, нема да ти дојам на гости, знаеш се разболевме и порано постоеле. И ќе постојат, ние не можеме тие да ги сопреме. Можеме да научиме како да живееме со нив и како повеќе да се развиваме. Сега, обично најчесто во последно време ми доаѓаат, јас споминувам страв од смрт. Тоа ми создава преголема анксиозност. Арт-терапијата ми помогна да можам да го победам тој страв и таа анксиозност, да ја ставам едноставно под контрола. Не можеш, тоа е дел од тебе, меѓутоа го ставам под контрола. Свесна сум дека е тука, дека постои
Меѓутоа јас сум одговорна за тоа. И во овој момент одлучувам дека не ми е потребно затоа што ги гледам работите, дали навистина има причина да бидам јас вака, анксиозна, дали колку се, што добивам со тоа што сум во овој момент анксиозна. Еви овде. Дали ќе излезе добар подкастот? Ако излезе ако не, тоа е тоа. Не можам да имам контрола врз се. Не е ни убаво. Тука арт-терапијата ти дава буквално, ти викаш, окей, ајде нацртај таа контрола, нацртај таа анксиозност, па дури ја ставаш таа анксиозност, знам да кажам од гешталт стави ја спроти тебе на столча, ајде да направиме разговор да видиме што е, фигуративно да видиме до каде е што е. И излага многу убав процес, квалитетен за клиентот, затоа што има друга визуализација на проблемот, друга визуализација. Со други очи ја гледа анксиозност, со други очи ја гледа депресивност. Дали може да се направи некаква паралела помеѓу уметност и арт-терапија? На кој начин се тие поврзани? Арт-терапијата е уметност. Психотерапијата е уметност. Заедно се тие, не можеш, едното без другото не оди. Значи не оди во никој случај. Така што, затоа што не би постоела арт-терапија ако не постои уметноста. Не можеме да имаме. Значи не можеме да имаме едното без другото не одат. Значи тоа е процес кој што заеднички се гради на некој начин. Да. Има еден, баш ќе кажам, од Виготскија има таа психологија на уметност и нешто почнувам и јас да спремам како еден вид на книга психологија на уметност, ќе видиме само додека сум на отсуство како ќе биде. Меѓутоа баш заради тоа, затоа што доста луѓе ме прашуваат која е поврзаноста, како може да ни помогне. Често знам дека се мешаат тие двете, значи јас ке цртам и тоа е арт-терапија, тоа не е арт-терапија. Уметноста како терапија и арт-терапија се сосема различно. Слични се, меѓутоа ова е психотерапија, а ова е више за релаксација и само нака за опуштање, ако јас сакам да добијам моментално нешто за себе. А психотерапијата е нешто ако сакам на вистина да решам со тоа. Да, на некој начин процес на изградба е арт-терапијата. Да. Споменавте на почеток, но сакам пак да ве прашам, еве во Македонија како вид на обука, квалификации се потребни за да се стане арт-терапист? Дали во Македонија се нуди таква можност во моментов? Во моментов се уште не, освен што имам јас едукацијата за третман на траума преку арт-терапија. Меѓутоа тоа е за психолози, психотерапевти, психијатри, бидејќи мора да имаат поминато. Од друга страна, значи факултет за психологија, психијатрија, некој што зна вистина разбира човечката психа. Тоа е специализација во психијатрија, извинете. Било кој психотераписки правец, магистра по клиничка психологија, обично оди со арт-терапија, или магистар по арт-терапија, или 4 годишна едукација за арт-терапија, кој што во моментов овде нема. Меѓутоа има во Србија, Бугарија, Хрватска и така натаму, кои што се малку поскапи за наш стандард. Затоа и да сега и нема ништо тука, затоа што малку цените се по да го говорам реално. Да, дали јас се изненадив дека го има и на Балканов. Ја очекував дека го има во светски размери, ама се зачудив се кога кажавте дека сепак и го има на Балканов тука. Го има. Да, тоа е добро. Го има. За крај ваши совети зошто е добро да се применува оваа терапија? Затоа што полесно да нацрташ него да кажеш понекогаш. Една слика вреди 1000 зборови, значи имаш процес како да поминеш низ сето тоа. И едноставно полесно е да се не побрзо, него доаѓаш до ослободување. Едноставно се тоа на што. Например, јас ќе кажам, па добро сум, да, најчесто тоа прашање. Како си? Добро сум. Да. Па не сум баш ништо добро, затоа што позадина јас имам осамено, затоа што позадина јас мене ми е криво, затоа што не знам, чувствувам дека криво ми е дека не сум, не знам, доволно добра, чувствувам чувство на вина и така натаму, меѓутоа јас сум добра. Да, тоа е класичното прашање. Како си, на кој што ние сите магично одговараме? Добра сум. Да. Некако тоа е како узречица стана тоа, сите добро сум, да. Ако ти кажам, ај нацртај тоа добро како изгледа, како да го нацртам доброто? Не знам, ете добро се, нацртај што значи добро. Пробај, видите како е. Сега се замислив што би нацртала. Пробајте слободно.
Да, стварно, навистина многу добра пракса, преку која што преку цртање можеш да ги искажеш своите емоции, ако некој не може да ги каже гласно, барем може да ги нацрта. Така. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас. А вие, драги гледачи, не заборавајте дека преку уметноста може да ги скажете вашите мисли и чувства, а покрај тоа токму уметничката терапија може да ви помогне да излезете од сопствените мисли и да бидете малку полни со самодоверба и креативност. Би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, треба да го запишете кодот издиши се 15. Исто така нашите пријатели од Себе сложувалка имаат супер понуда за сите студенти и средношколци. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на Себе сложувалка добивате 15% попуст. За крај би сакала да додадам дека не сте сами и секогаш може да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е она на психолозите и психотерапевтите. Тие со сигурност ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни ситуации.